безбедното училиште представува место каде што може слободно да бидеме она што сме. Може да искаже својата идеја и својот став без страв и без чувство на вина. Кога ќе кажеме безбедно училиште, најчесто мислиме на место каде што нема насилство, ама безбедност е многу повеќе од тоа. Безбедно училиште е место каде што можеш да кажеш што мислиш, кога знаеш дека некој ќе те слушне, кога проблемот не се крие, туку тој се решава, кога не си сам. Проектот Промоција на безбедна училишна средина се спроведува од 2023 година и ќе трае 3 фази, односно 9 години. Целта на проектот е да ги поддржи учениците да учат во безбедна, партиципативна и инклузивна средина, каде што се центар на образованието. Значи се работи за еден многу обемен проект, каде што се вклучени подеднакво наставниците, учениците, менаџментот од училиштето, стручните соработници, училишната ученичка заедница. Проектот за безбедна училишна средина се реализира во нашето училиште еве веќе 3-та година. Она што го гледаме како придобивка од проектот е дека учениците на еден начин добија дополнителна мотивација за да учествуваат во ученичките активности во училиштето. Знаат дека може да дадат иницијатива и таа иницијатива дека може да се реализира. Како најголема промена, која што ние како училиште ја регистриравме од овој проект, е фактот дека училишниот парламент заживеа. Се разбуди. Децата веќе не се пасивни членови на некој си тим или на некое тело, туку се активни учесници. Бевме вклучени во голем број на работилници и ние како родители се смени праксата да не бидеме повикувани само за оценки за поведение, туку и за работилници, за начини на кои што ни беа представени како да реагираме и ние како родители во соработка со стручната служба. Секако jam shumë e lumtur për shkak se kjo shkollë ka shumë rregulla të qarta, ka një staf të përkushtuar dhe kështu neve e kemi krijuar atë besimin se fëmia jon është i sigurt në këtë shkollë, nga ajo që shohim se mësimdhënësit, por gjithashtu edhe stafi shumë i përkrahin nxënësit në mendimet, në për idetë e tyre e kështu me radhë. Порано, самите ситуации можат да бидат решавани само од наставникот, кој што ја затекна самата ситуација, меѓутоа денес постојат протоколи кои што ние мора да ги следиме. Во тие протоколи вклучени се класниот раководител, стручната служба, директорот и често пати доколку има потреба и бара самата ситуација, ние ги вклучуваме и родителите во разрешувањето на конфликтите. Shërbimi dhe mësuesit janë më të hapur, më transparent edhe më të vëmendshëm krahasuar me më parë, ndërsa nxënësit janë shpreh mendimin e tyre më të lirë dhe janë më të hapur ndaj problemeve që mund të ndodhin në shkollë. Ky bashkëpunim ndërmjet palëve ndikon në mënyrë pozitive në parandalimin e dhunës dhe në mirëqenien e përgjithshme të nxënësve. Безбедно училиште не значи дека ќе нема проблеми. Значи дека кога ќе има проблем, има кој да слушне, има кој да реагира, има кој да помогне. Значи дека ученикот не е сам, родителот не е сам, наставникот не е сам, училиштето не е само. Она што е исто така важно, работиме и со обука на наставниците. Во рамките на проектот поголем број наставници беа вклучени во разни обуки, поврзани со ИКТ во наставата, основно и напредно ниво, како и обуки поврзани со препознавање и превенција од насилство. Со овој проект, фактички, наставниците се стекнаа со одредени вештини и тоа постоеше онлайн курс, каде што наставниците стекнаа вештини за ИКТ алатки, кои што потоа ги применија во наставата. Алатките WordWall, Canva, Padlet, Nearpod, исто така се обезбеди подобра геймификација во наставата и примена на вештачка интелигенција во наставата. Најкорисни ни беа обуките за препознавање на насилство, за дефинирање на насилство. Најкорисни се практичните алатки што можат веднаш да се применат. Протоколи за постапување, работилници за комуникацијски вештини и обуки за препознавање ризици. Тука учениците ги поддржуваме преку развивање на различни ученички проекти, каде што фокус е справување или превенција од насилство. Значи, тука да забележувате дека главната тема ни е насилство, но една од алатките ни е ученичкото учество. Како учениците да бидат дел од целата таа, да речам, структура на решение.
Ученичкиот парламент функционира многу подобро, бидејќи одржуваме повеќе состаноци и подобро сме организирани, а исто така се изборивме и за кафемат. Знаете, најголемата разлика е сега кога ученичкиот парламент ќе предложи нешто, тоа навистина се случува и не е само на хартија. Например, ние предложивме талент шоу во рамки на пролетниот фестивал и можете да замислите колку возбудливо беше кога директорката ни дозволи. Иницијативите ја зголемија информираноста за важни теми, учениците добија простор за креативно изразување и всушност најголемата промена се забележува во подобрената атмосфера, соработка и поддршка меѓу учениците. Si që thotë edhe një thënie që arti nuk na ndan, por na bën që botën ta shohim me sy të njëri tjetrit. Dhe absolutisht që po, çdo projekt dhe çdo aktivitet që ne bëjmë në shkollë, ndryshojmë dhe fillojmë të bashkëbisedojmë, fillojmë të bashkëpunojmë njëri me tjetrin dhe kuptojmë që mund të арим shumë gjëra bashk. Мислам дека денес многу полесно се зборува за овие теми, бидејќи се обработуваат често и во работилници, но и на часовите. Учениците исто така се чувствуваат послободно и се охрабруваат за да кажат ако видат нешто лошо или ако тие самите имаат проблем, повеќе се зборува, но и побрзо се реагира. И совеста на децата и на наставниците е на поголемо ниво. И затоа учениците се чувствуваат по-ослободено и по-лесно да дојдат до некој наставник и да кажат дека тие се жртва на насилство, па дури и до психологот кој што е во нашето училиште. Научивме дека ние сме на голема фамилија и дека ако ние не си помогнеме помеѓу себе, нема да очекуваме помош некој од страна дека ќе дојде да ни помогне. Сепак тоа е заеднички успех и заедно целиме кон подобро. Од пасивни наблюдувачи тие стана активни учесници. Од акција до реализација, организација, се беше нивна идеја и се беше нивно учество. Безбедноста не е само една одлука. Таа е однос и доверба. Таа е заедничка одговорно. И започнува со само една едноставна одлука. Да се слушнеме едни со други.